Македонските евроинтеграции се школски пример за последиците од занемарување на процедурата како гаранција за демократијата. Да подсетам дека пратениците од претходниот пратенички состав немаа увид во содржината на вториот протокол со Бугарија. Кога ги соочувам моите соговорници со овие и со многу други прашања, имам впечаток како претходно да не им биле предочени недоследностите. Се прашувам, дали можеби ќе имавме поинаква преговарачка рамка и заклучоци ако лидерите на Европската Унија и Европскиот Совет биле навреме и соодветно соочени со овие аргументи. Зошто го зборувам ова? Ако изминативе години и децении некои наши политички и партиски лидери градеа национален консензус дома, тука, во ова собрание, пред да одат во Брисел, како држава ќе избегневме погрешни чекори и непотребни отстапки и ќе заслужевме почит. Треба да учиме од нашите соседи, кои настапуваат едногласно за она што им е важно и не ги игнорираат декларациите донесени во нивните парламенти. Разногласието за прашање од национален интерес од нас направи слаба држава. Двојните стандарди не доведоа до чудна ситуација. Испитувањето на јавното мислење манифестира дека од една страна се уште имаме висок процент на поддршка за ЕУ интеграцијата, а истовремено од друга растечки сомнеш дека било кога ќе се интегрираме во Европската Унија. Македонските граѓани, значи, ја сакаат целта, но престануваат да веруваат во патувањето. Има ли излез од оваа состојба? Има. Потребна е политичка волја, но не само наша, туку и на Унијата. Оти ние сме предложиле повеќе излезни решенија, а Европската Унија треба да избере едно или да најде свое креативно решение за деблокада на процесот.